Почитувани гледачи и почитувани земјоделски производители, добро ни дојдовте во новото издание на вашата емисија Агроспектар. Ке го анализираме времето во оваа емисија, состојбите во аграрот, меѓутоа имаме подготвено и прилог на тема користењето на пестицидите и нивната злоупотреба која што многу често се случува во македонски услови. Кога сме кај аграрот, ништо ново, оваа 2025 година ќе остане запаметена како една од многуте лоши години кои дадоа придонес во распаѓањето на македонскиот аграр. Производството се намалува, сточниот фонд драстично опаѓа, се на се македонскиот аграр е во хаос. Значи, се помал интерес за производство на храна, бидејќи трговците манипулираат со цените на земјоделските производи и профитот е насочен целосно кон нивна заработка или кон нивна страна. Се на се, тоа се едни од причините кои што го уништуваат македонскиот аграр, а повеќе од 3 децении државата воопшто не е во прилог на поддршка на земјоделското производство. Ќе оцениме оваа 25 година заедно со професор доктор Ристо Вучков, кој е и наш гостин. Добро дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И морам да бидам искрен, оној краток дел кој го осликавте, дадовте една вистинска слика за таа состојба, почитување, маргинализирање на аграрот и неговата состојба во која се наоѓа. И таквото нешто секако не може да продолжи, но ние во агрономската струка сегаш имаме некое оптимистичко видување, може би ќе се роди човек кој ќе си ја сака државата, кој ќе свати дека стожерот за Република Македонија према постоеќите услови е точно времето како фактор кој може да обуслови добро производство на храна за наш и за европскиот пазар. Оваа 2025 година, кога е во прашање и времето, не беше наклонета кон земјоделското производство. Имавме пролетни мразови кои што одзедоа голем дел од родот кај овошните култури, кај раноградинарските култури. Потоа имавме проблеми нели со пласманот, со ниски откупни цени, тоа што веќе е 3 децении повеќе не е ништо ново во оваа држава. Кога сме кај времето, значи ли тоа дека 25-та можеме да ја окарактеризираме како негативна година кога е во прашање времето и земјоделското производство? Морам да кажам, бидејќи ги следам временските услови повеќе од 30-40 години, 2025 година си има своји специфики по однос на она се што се случуваше и што вие веќе рековте дел од тоа, подлажување на вегетацијата, па мрзнење на голем дел од производството, па после тоа пеколен период од 100 дена без врнежи од дожд, сето тоа е одлика на 25 година. И тоа е еден симптом за тоа тектонско пореметување на времето во светски размери. И ние се наоѓаме во една навистина поволна средина и можност да бидеме успешни, бидејќи тоа што се случува и во Грција, и во Хрватска, и во други земји, со ненормални врнежи, со тајфуни, со силни оркани, ветрови и така натаму, ние сме поштедени и тоа местенце, со тие обработливи површини кои ги има, кои останаа. И со временските услови кои ги имаме, бидејќи јас ги спомнувам често тие 274 светлосни денове Република Македонија ја грее сонце. Типна почва, каде што на друго место еве холангани се љубоморни, вика што вие имате од ламба шише да ставиш да роди. И што е најважно, имавме духовни млади луѓе уште во бивша Југославија. Струмичките 74 села произведуваа храна за цела бивша Југославија. Тие се 70% одселени и се производители на храна во Италија, во Швајцарија, во Германија и така натаму. Сега, гледам некоја иницијатива што ме радува, баш синоќ го видов на ова, повратници што сакат во државата да останат кај својот огар, што се вели, кај имотот на татко му и така натаму. Ако тоа успее,
некои од тие досегашни влади од осамостојувањето што ја уништија државата, посебно со катастрофалната приватизација, да се врати младиот свет. Јас сум убеден дека Република Македонија со останатите површини, бидејќи голем дел од плодните површини се уништени ту за фотоволтаици, ту за трансформација на плодно земјиште во градежно и така натаму, градики индустријски зони и други непотребни магазини на плодни површини, ние можеме пак да обстанеме. Но мене ме разочарува, еве вчера некој имаше на телевизија некоја си стратешки развој на државата до 2040 година. Верувајте, кога слушав некои дека земјоделството го нема. Земјоделството, ама еднаш не беше спомнато, а моје лично убедување со моето искуство, знаење и сигурност дека во Република Македонија тие услови кои ги немаат другите, да ги искористиме, ние ќе имаме храна. А храната во догледно време ќе биде основен постулат за обстојба на човечкиот род. И сега, рекоа за ветерници, рекоа за фотоволтаици, а не да ги спојат тие работи да се добие нов производен обем на производство за храна. Сето тоа мене ме изненадува, или може да ќе се роди од мајка човек што ќе има таква визија. Тоа Киро Григоров го рече уште кога дојде од Белград, тоа го спомнувам повеќе пати, вика, аграрот за Република Македонија е се што имаме. Значи, користење на ресурсите, што Господ ни ги дал, и усмерување. Ич не е тешко да во Струмица имаме, наместо да отварат рудници, да имаме 4000 хектари најсовремени оранжерии со користење на сонцето, да имаме целогодишно производство и имаме износ на храна. Зошто? Ке се искористи сонцето, ке се искористи земјата, ке се искористат луѓето и ке се вратат луѓето. Бидејќи голем дел од луѓето сака да се вратат на своите огништа и тука да произведуваат. Сето тоа е една стратегија која Република Македонија мора да ја вгради во аграрот и аграрот да не биде стожерот околу кој може да се движат другите министерства. Што вели прогнозата? Таму се ствара тој нов физички обем на производство кој ќе носи и како добар профит и добар живот подобри од Луксембург. Што вели прогнозата, бидејќи ова е последна емисија во ова 2025 година? Што вели долгорочната прогноза? Можеме ли да имаме надеж дека ќе имаме врнежи од снег и зима каква што доликува да имаме, а со сето тоа да се акумулира и доволно влага во почвата за успешен старт на новата вегетација? Од досегашните видувања, еве, овој период што е зад нас, имавме изгубени пролетни денови, но имавме и врнежи од дожд. И сега, јас имам контакти со акумулациите, со состојбата. Полскиот воден капацитет веќе е заситен. Значи, врнежи имавме, иако минатата недела беше изгубена пролетна недела, со целодневно сонце и со оптимални температури. Но утрата свежи и така. И сега, можности за тоа има, бидејќи до 22 март ние имаме зима. Јас имам некое моје убедување. Иако сега од петок, од утре, од други ден, ќе имам пак некоја консолидација на времето, пак топло време, топлите температурните суми се исполнуваат. Но очекувам јануар, февруар до 22 март дека ќе имаме уште врнежи од дожд, бидејќи морам да кажам дека хидролошката состојба е видно подобрена за разлика од порано. Акумулациите скоро се веќе над техничкиот минимум, тоа е факт кој радува, а до 22 март се надевам дека ќе имаме пак врнежи од дожд и од снег кои ќе го заситаат таа потреба
од вода која недостасува токму до 25 година од оние сушни периоди. Така, пестицидите многу често ги зборуваме, многу често се злоупотребуваат во земјоделското производство, што поради незнаење, што поради мислење дека имаме доволно знаење. Имаме тема токму на ова насока, пестицидите, нивното користење и дали се злоупотребуваат, да го погледнеме прво. Точно е тоа што рековте, добро го отцртавте, дека пестицидите добро и корисно искористени од страна на производителот по стручни принципи, тоа е сојузник на земјоделскиот производител. Затоа се фитофармациите да подпомогнат во успешно производство против штетните чинители. Ако тие не се користат правилно, тука тие се тогаш отрови, опасни по здравјето кај луѓето, со резидуите посебно, за кое нешто имаме во прилогот, кој ќе го погледнеме. Еве не денес со еден интересен прилог кој навистина заслужува внимание да се најде во овие наши едукативни емисии. Денес ќе кажеме нешто повеќе за пестицидите како едно од главните оружја во денешно време од областа на фитофармацијата за уништување на одредени болести и штетни инсекти кои се јавуваат во текот на вегетација во земјоделското производство. И мора да кажеме дека фитофармацијата во светски размери има навистина голем чекор напред по однос на оној развој на фитофармацијата и посебно на пестицидите, групирајќи ги во повеќе групи и намени за сузбивање на повеќе штетни инсекти и болести. Да кажеме на почетокот дека фитофармацијата навистина направи голем чекор, но и оние врвни експерти од светски размери сватија дека од фитофармацијата дел од средствата кои имаат голема од прва група отров, кои имаат голема токсичност, во последните неколку години Европската заедница тука веќе става една контрола, анулирајќи ги оние најопасните средства од прва група, оставајќи оние други средства да се што по-стручно и внимателно користат во производниот процес. И да кажеме, значи, пестицидите, зборот пестицид е од латинско потекло, што пест значи штетник, а цида значи убива. Значи хемиски средства за убивање или спречување на ширење на штетните болести и инсекти. Значи пестицидите представуваат точно еден сојузник кој тие стручно, правилно се користаат, тие представуваат еден сојузник со нивната правилна примена во земјоделското производство, штитејќи го производството од штетните чинители, тоа се инсектите, болести и плевелната флора. Ние нема многу да одиме длабоко во оние наши сознанија и светски по однос на примената на пестицидите. Ние ќе одиме на нивна општа класификација, значи пестицидот за неговата подделба се делат на системични и контактни пестициди. Но пред тоа да кажам дека во медиумите обично
оној збор пестициди се несоодветно користи. Зборот пестициди, тоа да го дообјасниме, да го знаат и оние гледачи и земјоделските производители, значи зборот пестицид значи појав за сите хемиски средства кои се произведуваат како пестициди. А покасно ќе кажеме дека таа поделба према нивното делување, дали делуваат на габни болести, дали делуваат на инсекти, на треви, на нематоди, значи се делат на една своја класификација, а тоа е, значи, фунгициди, тоа се хемиски средства кои со употребата ги уништуваат сите габни оболувања. Потоа имаме инсектициди. Инсектицидите се хемиски средства кои ги уништуваат штетните инсекти. Нематоциди, што ми е област која е добро познавам, бидејќи подолго време на неја работев, е значи компонента од препарати кои се за уништување на фитопаразитните нематоди. Потоа имаме лимациди кои ги употребуваме за уништување на пожарите. Потоа имаме акарициди, а пајакот како штетник е многу опасен по многу култури. Имаме специјални средства акарициди кои имаат акарицидно делување врз средствата. Имаме родентициди, тоа се средства кои уништуваат сите глодари, глувци и така натаму, и овициди, тоа се средства кои во поголемите фарми во Америка, во други земји, оние големи јата на штетни птици, одат во насадот, примерно, уништаат го целосно грозието и така натаму, или друга култура. Значи, овициди уствари се средства кои делуваат овицидно на уништување на јајцата кај инсектите. И со таквото нешто ние имаме една целосна палета на препарати кои се под тој наслов, како што реков пред малку, пестициди. Сите тие имаат тој наслов пестицид. А према функцијата, дали уништува габи, значи е фунгицид, дали уништува инсекти е инсектицид, дали уништува примерно хербологијата. Хербологијата како научна дисциплина ги уништува сите тревни, можни, штетни чинители во секое производство. И хербологијата како посебна научна дисциплина бележи голем успех, посебно по 500 хектари жита имаат некои фармери во странство, па и тука битолски оддел и така натаму. Тревната флора секогаш има поголема смукателна моќ и може да точно во фазата после братимењето на 3-4 лисе кога е со употреба на хербициди се уништуваат штетните инсекти и тука житото го дава својот генетски потенцијал и максимум за уништување на сите треви кои може да земаат храна, вегетативен простор и нормален развој на житата и така натаму. Значи, со еден збор, тоа е исто пестицид. Значи, пестицидите се сојузник во тој случај кај земјоделските производители. Сега, ќе кажам пред малку што почнав,
тие има таа основна класификација на контактни и системични. Кои се контактни пестициди? Со примената тие фактички делуваат контактно, кога дојде инсектот во контакт со него, тој го уништува. И втората група на производство на такви пестициди се системични, кои се раствора, се прска, влегуваат во растението и преку клеточниот сок тие фактички со посебно инсектите кои смукаат или гризат, преку клеточниот сок тие се троваат. Такви препарати да вистина се многу ефикасни, бидејќи подолго време делуваат за уништување, посебно на листите вошки имаат големо афицитно делување. Сега да кажеме нешто што е најважно за нашите едукативни емисии. Како ние да ги употребуваме пестицидите? Пред тоа увертирно ќе кажам само две реченици како ние ги употребуваме веќе подолго време пестицидите. Мора да ја кажеме вистината дека употребата на пестицидот треба да биде исклучиво преку стручна примена. Диагноза, терапија и апликативниот дел да биде ефикасен. Како е нашиот практичен чин на видување од теренот со користење на пестицидите? Произволен и моментите на третирање ги одредува или апотекарот или производителот произволно. А тоа се треба да биде врз основа на развојот на растението, врз основа на постоеќите климатски и временски услови и врз основа на појавата на штетниот инсект. И тоа, ние сме секогаш присталици на тоа да кажеме дека треба да се оди исклучиво по упутството дадено од фабриката производител. Што тоа значи? Тоа треба да се примени со цел да се постигне саканиот резултат. А што значи постигнување на резултатот? Стриктно запазување на концентрацијата и дозата на пестицидот. Значи, ако фабриката производител рекла една доза, ние не можеме и не смееме да не ја пореметеме, да ја намалиме или зголемиме. Треба точен одмер на средството, треба добро мешање на средството и прскањето. Прскањето е многу стручна и важна работа во овој случај. Значи, утврдувањето на количина на раствор по хектар површина, тоа е едно значајно прашање за кое нешто се праваат многу грешки на теренот, без да се предпочита науката. А мора да кажеме, во сите оние претходни работи што ги зборам, науката е така непочитувана, бидејќи таа треба да биде точно двигателот и усмерувачот на производителот кога, како, колку
пестицид треба да употреби за уништување на одредена болест. Бидејќи тој како стручњак ги следи временските услови, температурата, влагата и појавата на патогенот. А сето тоа е на еден начин важна работа, важни сегменти се тоа за успешна заштита на производството од штетни чинители. Што е една од важните работи и што е цел на овие наши едукативни емисии? Како во приватниот сектор, па и во државниот, се почитуваат оние постулати кои заштитата ги има дадено. И фабриката производител. Фабриката производител секогаш има кажано дека користењето на пестицидите треба да биде исклучиво со комплетна опрема на телото на апликаторот со цел да се заштити од непожелните действија на пестицидот. Дали и колку од нашите приватни земјоделски производители употребуваат, еве како што е овде случај, има маска, има ракавици, има одело заштитно, има чизми и има комплетна опрема за успешна заштита на своето тело од штетните действија на препаратот. Тука користењето на опремата треба да биде како обврзувачка работа. Обврзувачка работа од причини што сепак здравието на тој производител на храна е поважно од се. И при примената на пестицидите, тој треба внимателно да го заштити своето тело, кое е со активни материи, опасни, кои имаат кумулативно делување. Тоа го зборам од причината што голем дел од производители и мои клиенти велат: професоре, чак и цигара ќе си запалам за време на прскањето и така натаму. Тука мора да се знае, тие средства имаат кумулативен карактер, од едно прскање нема да осетиш ништо, но после неколку години ќе почнеш да имаш проблеми со здравието, а се прашаш од каде. Од пред толку и толку години што прскаше без ракавици, инкорпорирано е средството во организмот и предизвикува непожелни болести кои се многу штетни по здравието. Затоа нашата препорака и целта на едукативните емисии е, освен точниот одмер на средството, освен квалитетното обилно прскање и опфаќање и опремата со која прскачот мора да биде заштитен од тие штетни творби од пестицидот. И затоа користењето е како една многу значајна работа која ние ја препорачуваме како стручни лица, знаејќи ги опасностите од пестицидите кои ги носат со себе, кои имаат кумулативен карактер и кои може да предизвикаат покасно штетни последици по здравието. И една уште многу важна работа пред самиот крај. Мора да знаеме дека поемот каренца, сега ќе го потенцираме дека е период со последното прскање, да после него 7, 10 или 14 дена може да тоа е периодот на каренца, каде што производот може да се бере, пакува и носи на пазарот. Мора да се прашаме дали поемот каренца се запазува.
Слободно ќе кажам дека на тоа не придаваат голем дел од производителите, кое нешто се случува сега ова сезона со пиперката, каде што се најдени резидуи од одредени штетни препарати во куртовската капија. А тоа значи дека не е запазена она каренца. Затоа, нашата цел на овие емисии е да имаме нетоксифицирано, квалитетно производство кое нема да има штетни последици по производителот кој го користи и добива производството, нема да има штетни последици по консуматорот кој излезе на пазар и го купува производот. Ако е запазена каренцата, тука нема штетни последици по здравјето по луѓето и единствена цел да биде да имаме, да добиеме со успешната заштита и користење на пестицидите, со стручен пристап, да добиеме нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. На крајот од емисијата, последна во оваа 2025, што ќе им порачаме на нашите гледачи земјоделски производители? Околу тој прилог, што мислам дека укажа на многу нешта, како човекот кој ги применува пестицидите да го заштити прво твоето здравје со одредена опрема, како да ја запазува каренцијата и да го штити здравјето на консуматорот кој го јаде неговиот производ. Тие се важни постулати што ги реков во ова наша емисија, која вреди и која многу од реалните луѓе велат: професоре, тоа е правата насока да пестицидите се користаат со сите препораки од фабриката производител. Тоа значи концентрацијата и дозата да се запази, времето кога треба се прска и каренцата од последното прскање до бербата како треба да се очува за да се заштити здравјето кај сите тие кои ги консумираат производите. Тоа нешто јас мислам дека ќе потпомогне и тие наши едукативни емисии имаат тако витален карактер каде што ние практично ги даваме најсуштинските работи кои се интересни и од важност за здравјето на животната средина и на поединците. А на крајот, како што рековте, бидејќи сме со последната емисија од оваа година, ред е, цела година имавме континуирано поможност сегој редовни емисии од едукативен карактер, колку се задоволни тоа го знаат најдобро гледачите, а ние на крајот од годината и со последната емисија, јас користам прилика да на сите гледачи на КТВ телевизија, посебно на земјоделските производители и фамилии, да им посакам сретни новогодишни празници и божитни празници, бидејќи јануар месец за сите земјоделски фамилии вика, тоа ни е вика најубавиот месец, бидејќи има многу традиционални празници кои ги кои ја осликуваат македонската духовност. Така да нека биде среќна нова година и среќни празници кои се пред нас. Благодарам, професоре. Почитувани гледачи, на крајот од ова издание на Агроспектар, честит на нова година и од мене, празниците кои што следуваат, а новото издание на Агроспектар ќе го следите по стара нова година. Имајте секое добро.